Почитувани љубители на литературата, културата и уметноста, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Се радувам што можам да разговарам со наша позната визуелна уметница, која што во своето образование има и музичко образование. Всушност, јас така ја познавам од средното музичко училиште, а таа израсна во меѓувреме во врвен уметник и човек кој што гради цели генерации уметници зад себе преку нејзината дејност во Европскиот универзитет. Имам чест и задоволство да разговарам со Јана Манева Чупоска и посакувам добре дојде во Астрорум. Благодарам за поканата, драга Бранка, драго ми е што денеска ќе се дружиме тука со вас. Ја напред да почнеме од денешницата и сите ваши заложби на полето на уметноста по различни основи. Јас сите мои соговорници ги прашувам како дојде допирот и првата фасцинација со уметноста, но кај вас се чини бевте предодредени, бидејќи вашиот родител е познат ликовен уметник Коле Манев. Предпоставувам дека бевте судбина или предодредени да се занимавате со некој вид на уметност. Токму така, драга Бранка, јас потекнувам од уметничко семејство, за среќа моја голема. Мојот татко Коле Манев не израсна со мирисот на маслената боја, со процесот на творење, така да од мали нозе во една ателиерска, да речем, атмосфера сликарска сум израсната, со посета на многу познати исто така други македонски сликари кои што беа блиски пријатели со мојот татко. Тука е Петар Мазев, покојник, Глигор Чемерски, значи една плејада на значајни македонски сликари кои што јас, да речем, и се како личности дел од моето детство. Тие со денови, со сати беа и во нашиот дом, се дружеа и со долги разговори во ноќта со мојот татко, и така навистина имам убави сеќавања во однос на тоа. И тогаш нив ги гледав како интересни луѓе кои што секогаш кажуваат нешто интересно и навистина поразлично од оние луѓе кои што се од други професии. Секако кога бев мала, тоа не можев да го дефинирам зошто е тоа така. Тоа беа прекрасни дискусии, многу чисти, многу емотивни, многу креативни. И навистина ми е драго што секако дека најмногу влијание го има врз мојот развој во уметноста мојот татко, но и сите овие дружби од неговото друштво, ако може така да се каже, Константин Танчев, Динка, покојни Тана Слуловски, повторно велам една плејада на значајни македонски сликари кои што на нив ќе се сеќавам цел живот како луѓе кои што секогаш имале што да кажат од оваков агол. Дали желбата да се учи музика беше само еден повремен излет, можеби отклонување од патот на вашиот татко, бидејќи знаеме дека не им е лесно на децата, на познатите, на истакнатите во некоја област, тие да зачекорат по истиот пат. Дали исто толку ја сакавте и музиката како ликовната уметност и што одлучи на крајот сепак да се вратите во ликовните води? Мојата приказна од мали нозе е многу интересна, бидејќи веројатно сум била предодредена да бидам сликар, но како дојдов во средното музичко, благодарение на мојот драг наставник по музичко во основното училиште Дане Крапчев од населбата Ченто. Јас бев доста активна во
тоа училиште и секогаш на тие приредби кои што ги правевме, патронати и секакви празници, јас секогаш тука бев прва да испеам песна. Свирев 7 години и 8 во мандолинскиот оркестар и мојот професор Ѓоко, покојни, навистина ми е жал што го изумив неговото презиме, инсистираше да појдам во средното, на негово инсистирање да се запишам во средно музичко, затоа што тој тврдеше дека мене ми е местото таму. Јас исто така мислам дека и се уште имам афинитет и сум, да речем, до негде талентирана и ја сакам таа уметност. Музиката е дел од нашето секојдневие и секој ден сме со музика и дома и така натаму, но сепак таа дисциплина и како уметност не беше веројатно за мене. Но интересна приказна е што јас му кажав и на мојот професор Ѓоко од основното училиште дека велам во ред ќе ве послушам, но јас би сакала да бидам соло пејачка. И мојата желба беше да бидам соло пејачка. Ми беше авторитет почитуваната Милка Евтимова. Јас многу сакав да бидам во нејзината класа. Но за жал јас не успеав да влезам во нејзината класа, бидејќи она сметаше и така сигурно било, јас верувам на нејзината експертиза, дека мене ми мутираше тогаш гласот и вели талентирана сте, но јас не би можела сега да ве земам во мојата класа и за мене беше тоа едно огромно разочарување, иако имаше една и друга професорка Марија која што велеше дојдете кај мене, јас некако тоа многу лично го разбрав и многу беше интересно што после многу години, тоест пред 2 години се видов со почитуваната Милка Евтимова и ова и го раскажав на еден прием, ми се чини во унгарската амбасада. И она толку беше растревожена околу се тоа што ја го кажам, вели, леле дете, што ви направив, дали е се во ред? Чувствуваше веројатно некоја грижа на совест и велам не, се е во ред. И јас исто мислам дека не направив грешка што учев средно музичко до 2 година средно, потоа се префрлив во средното уметничко. Јана, вие исто толку ви интересираше и модата, практично сте мултимедијален уметник и ликовната уметност ви беше претесна. Ајде да не го прескокнеме факултетот за ликовна уметност, да ве прашам кои ви беа клучните години, предмети, професори, а потоа ќе ми кажете за вашата раскошност во желбите и различните модуси на искажување на тој ваш порив. Мојата едукација во делот на ликовната уметност, да дозавршам приказната, бидејќи навистина сметам дека е интересна, јас веднаш после тоа се прифрлив во средното уметничко и од 3-та година средно јас веќе влегов во светот кој што јас интимно го посакував, без да веројатно и знам, но ете, од сите страни се излезе дека тоа е така. После средното уметничко се запишав на факултетот за ликовни уметности во Скопје во класата на професорот Симон Шемов. Тука бев 4 години. Моите сеќавања од факултетот за ликовни уметности најмногу се од работата на тогаш ново отворената работилница за рачна обработка на хартија, која што професорот Симон Шемов знам дека направи големи напори таа да се формира. Не знам дали денес се уште таа постои, баш ме интересира и ќе се распрашам дали тоа се уште функционира. И за мене тогаш се откри еден нов свет од оние класични стандарди методологии кои што факултетот тогаш ги имаше вметнато во своите методски единици во однос на класично сликарство, во однос на класично цртање и така натаму. И ова беше една многу добра свежина, нешто што за прв пат беше, да речам, донесено од страна на професорот Шемов во Македонија и за мене навистина отвори еден нов свет на размислување кон уметноста, за разлика од оние, повторно велам, класични формати кои што не велам дека не се потребни, но ова би беше една нова креативна техника која што ете тоа ќе го паметам од факултетот за ликовни уметности. Веднаш потоа заминав во Прага на Високата школа за уметност и дизајн. Веројатно и таму познавајќи го мојот дух, но и тамошната програма го дозволуваше
пристапот да се трансферираме од една насока во друга, значи јас отидов во Прага на оваа школа на одделот за сликарство и рачно правење на стакло, кој што знаете дека во чешката историја и дизајн тие се многу познати по изработка на нивното чешко во хемија стакло. Потоа се префрлив на катедрата за форма и моделирање, кај еден одличен професор, и потоа се врати во Скопје. Значи, веројатно и тоа не ми беше доволно, има все уште потреба да завршам и да завршам. Повторно се запишав на постдипломски студии на Факултетот за ликовни уметности во класата на професорот Веле Ташовски покојни, прекрасен професор, навистина еден интересен човек кој што имаше поразличен пристап кон студентите, беше многу искрен, многу тивок, таков специфичен сензибилитет поразличен, кој што навистина едноставно беше одличен во сето тоа што го прави, освен што беше одличен автор и овој педагошкиот систем многу добро му функционираше. И нормално по завршувањето се вработив на повеќе места, па стигнав и до позиција прва асистент, па доцент, па ворен професор редовен и така натаму на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет и подоцна во меѓувреме ги запишав докторските студии на Институтот Марко Цебенков, каде што со мојот ментор, професор доктор Зоран Малинов, работевме на 6 години се дружевме на мојот докторат, работевме на една интересна тема, а тоа беше визуелните, прво историските етнолошки аспекти на македонската народна носија, но со посебен акцент на мијачката и аспект на редизајнирање во современ моден дизајн. Навистина многу интересно. Кажете ми, колку во Македонија ве следеше, да речеме, вашата желба, среќа за напредување, колку беше следена од реалното исполнување на желбите? Се чини дека си го најдовте вашето место, иако знаеме дека Факултетот за ликовна уметност е престижот и како се гледаше со скепса на другите алтернативни, да речеме, универзитети. Меѓутоа, денес, барем компаниите, потврдуваат дека од Европскиот универзитет излегуваат одлични графички дизајнери, одлични визуелни уметници, ликовни уметници и на полето на модата. Кажете ми, беше ли тешко, лесно да се етаблирате низ оваа ваша педагошка работа? Па секако дека не е лесно, иако многу често вие го спомнавте и тој сегмент на почетокот, бидејќи сум јас ќерка на познатиот сликар Коле Манев, многу често луѓето мислат дека тоа е така заради тоа што тоа ми помогнал да го или последователно се очекувало. За моја среќа и воспитувањето е да сами си ги создадеме условите во кои што сакаме професионално да функционираме. Така и беше. Значи јас целосно самостојно се изборив за сите овие позиции со мојата работа, секако со огромна поддршка од моите родители, во овој случај не само таткото, секако и мајката, и така натаму, што значи дека ова го потенцирам, бидејќи кај нас милието секогаш се разбира на тоа дека ако сте вие син или ќерка на познат родител, дека тоа ете така, ќе оди по иста професија и тоа така ќе функционира. Не е така. Дури баш напротив, во одредени ситуации тоа било и контраефект, затоа што живееме во една мала средина, каде што за жал еден аспект на некаков малограѓански дискурс функционираат и ваквите аспекти, но јас ја имав таа среќа да ја започнам мојата кариера како асистент, подоцна и професор на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет, на голема среќа, бидејќи тогаш се формираше овој факултет. И јас би можело да се каже, јас и неколку мои колеги од факултетот, дека сме основачи на Факултетот за дизајн во Македонија. Значи, тоа е факт. Затоа што во Македонија во тоа време не постоеше факултет за дизајн. Беше само Факултетот за ликовни уметности. Што значи дека Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет од областа на приватното образование беше прв факултет кој што започна да едуцира кадри од областа на дизајнот. И секако дека и тука не беше лесно, да, таа скепса беше манифестирана од сите
да речам, нивоа од колеги до факултетот за ликовна уметност и не само факултетот и сите други, затоа што во тоа време, па и сега би рекла до негде приватното образование има некаков негативен гар, дека таму ништо не се учи, дека таму можете, има една смешна реченица, не таму се паѓало од столче, не знам, слични некои такви, па би рекла невистинити, неточни информации, заради тоа што на овој факултет, како и самите кажавте, ние можеме за себе да мислиме се што сакаме, но резултатот доаѓа од студентите. Кога тие ќе излезат од своите ателија, кога ќе излезат од системот на студирање, пазарот, бидејќи овој факултет кој што се занимава со дизајн производ и кој што мора да се соочи со продажбата на тој дизајн производ, ќе го покаже квалитетот и ќе го покаже колку тоа професорите се грижеле или не се грижеле за едукацијата. Од денешен аспект, мислам дека работите за среќа се променети, во меѓувреме се отворија и доста други приватни факултети од областа на дизајн, но ние бевме први. Тоа е така, тоа е факт, дека сме први, дека ние оваа година запишавме 14-та генерација, што навистина не е информација која што во делот за приватното образование не е значајна. Што значи дека да, имаме секакви студенти, но кои што се повеќе или помалку се заинтересирани за тоа што одбрале да го студираат, бидејќи знаеме дека сите се тие полнолетни и дека тие никој не ги натерал, предпоставам родителите можеби, бидејќи тие најмногу се грижат што ќе биде за нивната иднина, но тие се полнолетни сите и знаат зошто се запишале. Да, повторувам, велам дека има студенти кои што повеќе и помалку сакаат, но тоа не е само состојба на приватното образование. Тоа за жал е денес сегде и во државните универзитети, факултети, каде што да не зборуваме за оние критериуми кои што апсолутно се паднати. За жал, еве, сега сум и свежо излезена од една конференција која што ја организирав јас со колегата Лазе Трипков, кој што ги опфаќаше овие реформи во образованието кои што сега се најавени. Но да не излегувам од темата, сакам да кажам дека напорен е патот да се стане професор денеска. Дека треба големо трпение, големо искуство, дека единствен евалуатор за тоа некој да се прогласи дали е добар или лош професор се самите студенти. Вие може за институцијата да мислите што сакате, но, како велат, на крајот на денот, евалуацијата ја прави некој друг. Јас сметам дека факултетот за арт и дизајн има високи критериуми, дека воопшто не е вистина дека таму студентите поминуваат, како велиме, пошто зашто. И апсолутно сме на добар пат да функционира како што треба. Значи, и според сите тие евалуации, мислам дека го оправдуваме постоењето пред се, но и нашата професорска мисија. Кажете ми што е известно, што можеме да очекуваме, иако и самото живење ни е неизвестно, не затече оваа пандемија. Вие добро се снаоѓате, предпоставувам, со онлайн предавања, иако уметноста е тактилна, мислам, таа бара и околу духовната храна, таа синергија, таа размена и на мислење и на енергија е многу потребна, но ајде да сметаме дека ова е некој преоден период и можеме да го искористиме, да се навратиме кон себе си, да се преиспитаме. Дали има нешто известно? Предпоставам дека многу работи се одложени, чекаат подобри времиња, но барем на ниво на идеја, дали можете да ни откриете нешто? Само би сакала еден мал детал околу ова искуство со секако непријатно со пандемијата, кое што сите апсолутно не затече, услед тоа што не затече, него ни наметна еден сосема нов концепт на живење кој што не е нормален, ако може така да се каже, не е природен, не е човечки. Ја спомнавте тактилноста како основа во уметноста. За жал, ние сме сега во една голема параноја. Не можеме со блиските луѓе ниту да се гушнеме, ниту да споделиме љубов и секогаш сме со мислата да не пренесеме на некако вирус и зараза. Јас мислам дека треба да извлечеме од една страна поука за како што било тоа претходно, дали
сите овие постулати во едно општество на глобално ниво биле правилно поставени или не, затоа што општото добро, и тоа е нешто што сите нас не засега мораме да го дискутираме, да извлечеме поука од сето ова. Навистина го чекам денот кога ќе се врати оној систем на нормално функционирање, зборувам во делот на меѓучовечките односи, во смисол на извршување на вашата работа и професија, да немаме страф дека ако одиме на работа, некој ако се искашла и кивне дека готово ние за 5 минути ќе се разболиме, или ако отидеме дома дека ќе пренесеме на нашите родители, или пак да имат чувство нашите деца да имаат таков товар дека не смеат да ги видат бабите и дедовците затоа што имавме серија извештаи од медицинарите дека може да пренесат. Навистина е сложена состојбата. Вирусот постои и е страшен. Јас знам дека и вие го искусивте, но за жал сме сведоци дека доста луѓе починаа, за жал. Доста драги луѓе ги загубивме во ова крајно непријатна состојба, во кој што не можете да се одбраните со ништо, не можете да се одбраните ни со многу пари, не можете да се одбраните ни ако сте сиромашни. Значи, тоа е нешто што треба да разбереме, дека вредностите не се само материјални на свет, и дека треба да размислуваме и за некое општо добро во кој што функционираат и други системи. Не само борбата за материјалното, не само борбата да заработуваме по секоја цена врз грбот на секој. И јас така сакам да го разберем сето ова, дека јас го чекам денот да се вратат работите во нормала, но со огромна поука. Да може да се смени системот во општеството, да се провери дали е ова вистинскиот формат во кој што ние можеме да функционираме. Спомнавте онлайн настава, многу е тешко, затоа што е факултетот практичен, но од друга страна кога ќе ги ставите, ако можеме да карикираме на кантар двете работи со ова што се случува и оваа жртва која што сите ја правиме, и правиме формати и обиди да сепак пренесуваме знаење, нема двоумење дека треба да продолжи онлайн додека не се стабилизираат состојбите. Тоа е мојот став и ние како држава се надевам дека правиме се што треба, плюс минус, во некои работи подобро, во некои работи полошо, но здрави и живи сите, тоа е најважно. Претпоставам дека ќе се рестартираат и патувањата, да не зборуваме дека уметниците колкава е потребата за размена на искуства преку границите. Дали сигурно сте во контакт со вашите колеги и надвор од земјата, мислите ли дека тие ќе извлечат поука и дека западниот свет, кога веќе уметниците стана и менаџери и некогаш и успешното пласирање на уметноста се поистоветува со добра уметност, кога мислевме дека постмодернизмот ги направи најголемите зулуми, сега сме сведоци дека има се и се што, има многу добра уметност која што пропаѓа во дупките на оние кои што многу полесно се менаџираат и така натаму и така натаму. Сигурно има неисцрпни теми за разговор. Да, се сложувам, но има и еден интересен феномен кој што јас се радувам на тоа, а тоа е дека во овие услови стравотни, кои што се со пандемија и кои што не врзаат дома, јас зборувам за себе си дека најголемата казна за мене е да ми кажете да не патувам. Значи, ако ми верувате, во мојата дневна соба има еден куфер кој што мора да стои таму за да ме асоцира дека еден ден повторно ќе патувам. Значи, тоа е нешто што си го гледам секој ден. Тоа е здраво, тоа е добро за нашата личност, потреба од нови контакти, од нови пейсажи, од нови размислувања, од нови критики, од нешто ново. Тоа е барем за мене својствено и мене не ми се случило во годината да не излезам од Македонија. Од друга страна ми се допаѓа што уметноста не е мртва. Уметниците повторно најдоа дупчиња и каналчиња како да се изразат себе си. Повторно велам, покрај сите овие стравочни сцени, тоа е така затоа што ние работиме со емоциите. Уметноста е чиста емоција, која што во одреден медиум може да се рефлектира добро или лошо, тоа ќе го кажат критичарите.
кога се работи за емоциите, сите сме емотивни во оваа пандемична состојба, нема некој кој што е среќен со ова што се случува, но ние уметниците на еден креативен уметнички емотивен аспект тоа го рефлектираме. Јас успеав да реализирам самостојна изложба во Херсон во Украина, токму со наслов Љубовници во пандемија, кој што беше целосно нова изложба, изработена од 50 цртежи, ги испратив во Херсон, во Националниот музеј во Херсон. Подоцна изложбата беше представена и на факултетот за дизајн во Херсон, благодарејќи на една моја драга колешка професорка Елена Джепулова, која што помогна се тоа да се реализира. Сега искуството за мене беше прв пат што излагам прво во Украина, кое што на Крим, најбавото место за кое што знаеме, нели историски колку е тоа значајно. Но се надевам дека еден ден навистина ќе стигнам таму, но што беше ново за мене? Беше ново целата таа онлайн организација, да, сликите беа таму, јас ги пуштив по ДХЛ пошта таму да стигнат. Изложбата физички беше поставена, но со сите оние мерки за ковид, кои што и музеот и во Херсон и пандемијата и таму постои за жал. Значи, едно ново, целосно ново искуство, од друга страна, блискоста се создаде со ова вклучување заради технологијата, сепак да се вклучиме таму, да има некакво отварање, да се каже мислењето на авторот, да се напише критичка ликовна рецензија. И јас поделив деновиве на Facebook, ми направи една вистина голема чест. Прво се работи за еден музеј за национална уметност во Херсон, во кој што не можете така да влезете да излагате. Значи, туку имаше една процедура во која што испраќате портфолио, па чекате со месеци да ви кажат дали ги исполнувате според нив критериумите, има комисија која што тоа го евалуира и така натаму. Подоцна велам, изложбата беше и на факултетот за дизајн во Херсон. Ново искуство, дефинитивно, но кога ќе размислам, сепак е поубав овој првиот елемент кога ќе одите таму во живо, па ќе видите самата земја, ќе се запознаете со луѓето, ќе видите лично вие како е наместена изложбата. Сега сето тоа беше препуштено на некој друг и знам дека излезе тоа прекрасно, но личниот контакт и оној тактилен однос кој што оваа пандемија лоша ни ја направи е да го изгубиме контактот со тоа што значи тактилност и опипливо и да едноставно тука ни прави проблем. Јана, јас мислам дека одам на минутите за нашиот разговор измина, но тоа ме радува, бидејќи секогаш со вас имаме за што да разговараме. Се радувам што гледачите на Астрорум ќе ве видат и во едно вакво издание, иако 30 минути се многу малку за да проследиме еден животен и творечки пат, но јас верувам дека вие и натаму така храбро, стамено, уникатно ќе чекорите кон својот Крим и дека ќе го видите и во живо и ќе ни давате поводи да имаме следни разговори. Благодарам за ова гостување, да останеме во добро здравје и мислам дека контактилноста овој пат ќе придеме многу посвесно и многу по-радосни и конечно ќе цениме што сме имале, што за жал еве мора да биде во застој. Благодарам. Јас исто така ви се заблагодарувам, Бранка, што ете бев дел од вашата интересна, ценета емисија, која што е една од ретките и неколку се во телевизискиот етер, за жал. И секогаш кога има можност ја давам таа порака, дека дај Боже да се множат емисиите од култура во македонското општество. Ги нема. Изумреа, а се многу потребни сега во оваа фаза кога надвладеа кичот, кога надвладеа непрофесионализмот и кога од сите страни сме, како велиме, од сите страни срдисани. Живееме во едно време со прилично жестоки и агресивни информации, како политички, меѓународни, од аспект на меѓународна политика, внатрешна. Едноставно сме и со пандемијата во една состојба на превише информации
И на вистина мислам дека, како што и претходно кажав, дека уметноста кај авторите индивидуално си ги најде своите пориви, јас исто така ви посакувам да истрпите во овој не така лесен етер кој што владеат емисии на кои што на вистина се да не бидам толку строга, но целосно непотреби и лошо влијаат врз сите нас. И само на крај ќе го кажам искуството како потреба за уметност и култура од хрватското искуство. За среќа имаме можност да гледаме цело време хрватски трет канал, кој што на вистина во европски и светски рамки, ако сакате, е еден канал сериозен во кој што вие 24 сата имате емисии од ваков тип со сериозни луѓе, сериозна дебата од сите полиња на уметност, интердисциплинарно, немаме политика, немаме мешање на, како велиме, баби и жаби. Едноставно, нешто кое што секој општество треба да го негува. И јас ви посакувам вие да истраете со вашата емисија и да се множите, затоа што инаку мафни е работата со ваква естетика и со вакви аспекти на владење во смисол на едно општество кое што за жал промовира лажни вредности. Благодарам многу, Јана. Кога сме кај естетиката, јас како на сите гости им давам подарок од продукцијата на Арс Ламина, па чинам дека ако веќе не сте ги видели, ќе ви представуваат радост илустрациите на Воскресија Андреевска. Таа ги реобмисли визуелно книгите на својот дедо, Петрема Андреевски, 10 дела. Така што убави се и за гледање, а веќе знаете дека се многу полезни за читање. Тоа е подарок од литература МК за вас, воедно од книжарниците каде и да сакате. Благодарам уште еднаш за разговорот. Секој е добро.